Добар и убав ден, драги мои. Добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска бескрено ќе уживате, затоа што на денешното мени имаме пилешки батак и карабатак, печен со свежо исцеден сок од портокали и два одлични гарнира. Веднаш ќе почнам со припрема, а вие бидете со нас и бескрајно уживајте. Како и секогаш, така и денес, јас сум многу среќен кога сум на мојот дел за месарство. Мојата месара и денеска е полна благодарение на моите пријатели од Гурман Мес Атанасовски од населба Аеродром. Денеска од Гурман Мес исто така земав убави пилешки батак и карабатак или батачиња народно кажано и ќе ги изготвам на многу интересен начин, токму она што го најавив пред малку. Затоа гледајте не и вистински уживајте со нас. Кога станува збор за пилешко месо, можеме да го сготвиме на 1000 различни начини. Денеска одбрав еден начин кој го научив во едно француско бистро, La Pain Française во Гетеборг, каде што имав можност да работам и да учам од еден многу голем шеф, Джими Мартин. А негов заменик шеф или сушеф беше Мишел од Париз. Луѓе кои навистина ја сакаат гастрономијата и со цела душа и срце го предаваа занаетот, затоа што многу е важно кога работите негде, правилно да ви покажат како треба да сработите работата, за секогаш да ви има стандард во квалитетот на она што го работите, а во овој случај што го готвите. Што треба да направиме? Прво, како и секогаш, тавчето ќе го ставиме на оган, добро да се загрее. А од кога ќе се загрее, во него ќе додадеме масло и ќе додадеме путер. Откако путерот ќе почне да пени, во него ќе ги додадеме батаците на кожата, убаво да се потпечат и да фатат убава златна кора. Меѓутоа, ајде едно по едно, да видиме дали е загреано. Одлично, имаме добра температура и сега ќе додадам масло. Како и секогаш, така и сега, маслото е најдобриот спроводник на енергија. Во друга кастерола или друго мало тенџерче ставив вода да врие. Во незе ќе додадам сол и ќе додадам мал зелен граф кој ќе биде еден од гарнирите. Ќе го искомбинирам со брокула, а со остатокот на зеленчукот ќе ви покажам што ќе направам. Меѓутоа, само полека имајте трпение и вистински уживајте додека готвите, затоа што готвењето храна е вистинско задоволство. Брокулата е тука, гравот го ставив да се вари, путерот еве го полека, но сигурно почнува да пени, а тоа е токму она што ми треба. Ќе додадеме 2 чешњиња лук, неколку гранчиња рузмарин. За убава кора на пилешкото месо, кожата секогаш треба да биде сува. Одлично. Едното е готово и ќе го додадам. Ставете ги батачињата, убаво да се испржат и да фатат кора. Откако батачињата ќе добијат убава и златна кора, ќе ги ставиме во еден огноотпорен сад, а потоа ќе ви покажам што ќе направиме. Прво, во маслото и во путерот каде што се пржат батачињата, ќе додадеме бело вино, ќе деглазираме, а белото вино, бидејќи е ладно, а садот е многу топол, ќе собере све од дното на садот, а таму е вкусот, верувајте. Додека се пржат тие, ја да ви покажам, имам една алатка, ауштекер се вика. Со овој ауштекер, со оваа алатка, се вадат мали топчиња од зеленчукот, од кој има цврста структура. Многу едноставно, погледнете, добиваме убави крукчиња или полукрукчиња, кои ќе ги испржам на путер, ќе ги зачинам и ќе им додадам малце бело вино и пилешки бујон да издинстаат. Од путерот ќе добијат многу убава златна боја на крајот и верувајте ќе бидат многу вкусни. Секогаш треба да експериментираме и да правиме на малце поразличен начин од претходниот, за да биде интересно. Рано е. Еве сега ќе додадам и ловаров лист, а секако ќе додадам и мајчина душица, за тоа што
ме потсеќа на пролет, тоа многу пати сум ви го кажал. Јас ќе продолжам да си го средувам зеленчукот, додека батачињата си се пржат на среден оган, никако на јака температура, затоа што нема да добиеме потребната боја што ни е потребна. Одлично. Ќе ги ставам веднаш во вода, за да не потемне компирот. А додека компирот стои во вода, од него излегува и вишокот на скроп, што е многу важно. Еве и тиквицата ја обработив, уште пиперката и спремни сме. Меѓутоа, видам до кај сме со батачињата. Погледнете, а бојата е идеална. Батачињата се готови. Сега ќе ги ставам во огноотпорен сад. Убаво ќе ги наредам. Ете така. Супер. И како што ви кажав, сега ќе деглазирам со бело вино. Погледнете ја бојата, све собра од дното на садот. Тука е вкусот, драги мои. Меѓутоа, ние сега ќе го збогатиме вкусот и со цеден сок од свеж портокал. Дадеме една цитрусна нота. Потоа ќе додадам кора од лимета. Може да биде и кора од портокал, меѓутоа веќе портокал имаме, а кората од лимета ќе даде една препознатлива свежина, која сите ја почитуваме и ја сакаме. Ќе додадам малце коријандер во црно, кој исто така има цитрусен вкус. Одлично. Ќе додадам уште малце путер, соја сос и за боја и за вкус. Сојата е солена и секогаш треба да внимаваме со нејзе, затоа што може јадењето да го направиме да биде пресолено. Додаваме и лук во гранули или лук во прав. Лукот во гранули се користи само кога правиме готвена храна, затоа што тоа е сув лук и мора добро термички да се обработи, за да може нашиот желудник добро да го свари. Ако го додадеме, а не е добро термички приготвен, тогаш имаме проблем од после, затоа што тој во нашиот желудник е работи и нема баш многу пријатно да се чувствуваме, верувајте. Сега, во сето ова ќе додадам и билешки бујон. Ќе оставам целата оваа смеса да зоврие убаво, да пуштат сите состојки внатре, да ја пуштат аромата. Потоа, со оваа смеса ќе ги поклопам, ќе ги прелијам батачињата, ќе ги затворам добро и ќе ги ставам во рерна да се печат. Ќе бидат идеално вкусни, меки и баш онака како што сите ние ги сакаме. Сосот и преливот убаво си крчка, вие не знаете колку убаво мириса, драги мои. Ќе додадам малце скроп во вода. Ќе го измешам убаво и ќе го додадам во сосот убаво да се згусне. Не треба да биде многу густо. Ако е многу густо, кога ќе испари дел од сосот, нема да биде сос, него ќе биде густо како пире, а тоа воопшто и не ни е потребно. Сега ќе го оставам да се искрчка, да добие густина, а јас за тоа време, бидејќи зеленото гравче е готово, ќе го исклучам шпоретот, меѓутоа ќе оставам внатре брокулата, добро да се обари, ама не многу, затоа што ако многу ја обариме брокулата, тогаш ќе ни се распадне и нема да може да ја испечеме на путерот. Оставете ја така и поклопете ја со некое тањирче или со најлонска фолија. 4-5 минути извадете ја од врелата вода и оставете ја да се засуши, да излезе вишокот на течност од нејзе.
Супер. Ќе ставам тука, да видиме до кај сме со сосот. Добро е, се згуснува, тоа е многу важно. И сега, целата оваа смеса ќе ставам во батачињата. Сега полека ќе ја покријам и ќе ја ставам да се пече на 220 степени, додека батачињата добро не се обарат и додека не фатат убава кора од озгора, уште поубава од оваа што ја имаат сега. За да ја добијат таа убава кора, 10 минути од кога ќе бидат готови, ќе ги оставиме на истата температура да се потпече. Жежи. 30 минути се сосема доволно за батачињата добро да се сварат и да ги потпечеме. Додека батачињата сега си се печат, јас ќе почнам да го спремам зеленчукот. Секогаш почнуваме од зеленчукот кој има најцврста структура, а во овој случај тоа е компирот и морковот. Ќе ставиме прво тавчето да се загрее, а од кога се загрее тавчето, ќе додадам малце масло и ќе додадам малце путер. Прво ќе ги испржиме или ќе ги сотираме, а потоа ќе додадам пилешки бојон. Откако морковот и компирот ќе бидат добро сварени, тогаш на крај ќе ја додадам и тиквицата, бидејќи тиквицата содржи најголемо количество на вода. Не смееме многу долго да обработуваме, затоа што при термичката обработка ќе се распадне комплетно и тогаш ништо не сме добиле. Одлично, прво ќе го додадам путерот. Штом путерот почна да лизга низ тавчето, значи тавчето добро се загрева. Додадеме и масло, за да не ни изгори многу брзо путерот. Секогаш додавајте масло во путерот кога сакате нешто по-долго време да го обработувате термички. Компирот и морковот се пржат и добро им иде. Сега ќе додадам едно гранче рузмарин и ќе додадам пилешки бујон. Додадам црвената пиперка и таман додека се пече пилешкото, ќе биде готов и зеленчукот. Брокулата ја оладив, ја пресеков во ледена вода и еве како изгледа, идеална. Зеленото гравче исто така. И сега, кога компирот, морковот и пиперката ќе бидат готови, како што ви кажав, ќе ја додадам на крај тиквицата, меѓутоа ќе чекам да испари водата, за да остане само маснотијата и тиквицата малку да се запржи, да добие убава боја. Компирот, морковот и пиперката одлично се обработија термички и морам да пробам, да видам какви се на вкус. Многу ми се допаѓа. Сега во нив ќе додадам сецкано младо кромиче. Вака малце само ќе промешам и како замириса све заедно, луѓе мои, колку е ова вкусно. Ајде да продолжам понатаму. Тавчето е на оган, ќе додадеме путер и секако малце масло. Додадеме свежо сомелен бивер. Одлично. Прво ќе ја ставам тиквицата, убаво да се испржи, меѓутоа не многу. Зачинам со сол. Брокулата ќе исечем на половина. И низе ќе ја ставам одлично. А кога ќе добијат убава боја, ќе го додадам и малиот зелен граф и тој малце на путер да се пропржи. Денеска имаме многу интересни гарнири кои навистина
ќе ве изненадат кога ќе ги направите, затоа што вкусот е бомбастичен. Многу ми се допаѓа. Така. Земам малце од сосот и ќе додадам малиот зелен граф. Супер. Ќе оставам да издинста со сосот од пилешкото месо. Вкусот има да биде перфектен. Ова нека си крчка, а јас ќе земам од сосот од пилешкото. Што е многу жешко, морам многу да внимавам, а внимавајте и вие секогаш по дома. Отлично. Сега во него ќе додадам макдонос, ќе додадам ладни коцки путер, полека ќе мешам додека коцките путер не се растопат и не направат убав сос со кој ќе го прелијам зеленчукот и пилешкото месо. Полека, но сигурно се растопува. Како и секогаш и овој пат, имајте трпение и буквално уживајте, затоа што кога ќе го пробате вкусот на тоа што сте го сготвеле, не треба никој да ви каже благодарам. Треба само на крајот да ги видите празните измацкани чини, за да бидете полни со себе и секогаш среќни, а и сити, нели нормално. Шубаво. Еве го моментот на вистината. Правилото и овој пат вели дека месото е многу повкусно кога имаме сос, а кога сосот е со вкусот на пилешкото и со сите овие други додатоци, верувајте дека сите буквално ќе уживате во неговиот вкус. Еве го, уште многу малце и ќе биде готов. Еве го и графчето. Мунго зелен граф. Прво ќе земеме, бидејќи батачињата се мали, во една порција ќе ставам 2. Еве го едното. Ќе оставам вака. А другото ќе оставам вака. Луѓе, колку убаво мириса и колку убаво изгледа. Браво. Ќе земеме брокулата. Многу зеленчук. Тоа е здравие во зимата, верувајте. Земам тиквиците. Ете го конвертоматот. Морам додам да го исклучам. Ова се модерни апарати кои не викаат кога се готови. Јас преска го извадив пилешкото, меѓутоа заборавив да го исклучам. Ама толку е паметен што сам ќе ме викне. Ме вика кога е спремна температурата да ставам натре нешто да се пече, ме вика кога ќе биде све готово, значи многу е убаво да работите со паметни апарати затоа што ви помагаат многу во работата, а пред се воведуваат и стандард на квалитетот што е навистина многу важно. Сега мунго графче. И верували или не, сега ќе го додадам сосот и готови сме за денеска. Ние овде сладко ќе си се најадеме,
А верувам дека и вас ќе ви биде многу убаво кога сето ова ќе го направите за вас и за вашите најблиски. Ставете сос, нека има, за тоа што имаме многу зеленчук. Драги мои, нека ни е на здравје. Се надевам дека ви се допадна начинот на кој денеска ги припремив пилешки од батак и карабатак и дека бескрајно уживавте и дека добивте желба тоа да го направите за вашите најдраги дома. Секако морам да ве потсетам да го посетите нашиот вебсайт или нашата веб продавница 4сезони.mk, да се заблагодарам на нашите пријатели кои ни обезбедуваат секогаш убаво и свежо месо, Гурман Мес Атанасовски од населба Аеродром, и секако големо благодарам до специјалистичката ординација за физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, која секако се грижи за мене секогаш да бидам во одлична форма. Благодарам и имајте пријатна вечер.